професор, добро вечер. Добро вечер, Тони, благодарам на поканата, сестето, кај тебе го правиме вечерот. Ама Јас сум штипски зет, ама прв пат кај тебе во емисија. Добро, нема да биде последен, се надевам. А интересот на публиката секогаш е најважниот, се разбери, она што треба да се каже. Интересно е дека доаѓаме во оваа емисија во момент кога е прилично актуелно она што се случува со законот за јазиците, и за тоа ќе говориме можеби најмногу во емисија, бидејќи токму Левица и Димитар Апасиев се едни од подносителите. Но најпрви за една информација која што ја добавив пред малку, па би сакал и коментар, добив информација, нормално ќе оди на проверка, ексклузивно. Цела вечер ни е се ексклузивно. Прилично ексклузивно вели State Department објави оваа вечер дека од Македонија акции преземени за промовирање на борбата против корупцијата во Македонија Артан Груби, поранешен заменик министер, и Енвер Беџети, судија од апелациониот суд, така некако. Значи Артан Груби и Енвер Беџети најнови на црната листа на Соединените американски држави. Доколку ова се покаже како вистина? Што е коментарот? Ништо не значи тоа. Значи, јас се само номинирав да ме стават на таа американска црна листа. Не заборавајте, таму се Мендухтачи, Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, па овој Ангјушев, така ништо не им фали, ништо буквално, само ова е политичка порака. Сега можеме да толкуваме ова, ако не е некоја кромит вест, дека она што се случува, значи секогаш Македонија треба да ја гледаме во контекст на косовските случувања, она што се случува пред неколку дена со апсење на УЧК командантите од страна на Курти. Така да мислам дека УЧК командантите и таа цела УЧК структура начело кај на Соали Ахмети, ако продолжат да крекаат, ќе ги пуштат низ вода. Тоа е пораката. И почнуваат со Арта Груби, кој патем речено важеше за десна рака на Али Ахмети. Практично пучот или разделот помеѓу Али Ахмети и старата структура негова, со Изет Меджити и овие, беше ради Артан Груби. Значи Артан Груби дури во куларите се споменуваше и за наследник можен на Али Ахмети како председател на ДУИ. Иако внатре не го сакаат, тој беше омилен кај странците. И ова е порака, ако е вистина, дека странците полека ги пуштаат корумпираните низ вода, веројатно процениле дека не им врши веќе работа и дека се нафатирал за 5-6 поколенија и тоа е тоа. Да земе преди дека Артан Груби, ако се вратиме на него, всушност во последните години беше и најмногу исторен во целата таа борба напред. Бехтел и Енка е негов проект, а тоа е американски конзорциум, така што веројатно дознале дека муфтето одело кај него и тоа така ги решаваат. Значи толку не им ја гајле затоа што тој правеше што сака, особено во такви прозападни структури како што е ДУИ, тие се истурени американски теренци овдека, кучиња на војната, како сакате речете ги, кои што тие си ги чуваат во резерва за не дај Боже. Чим го пуштаат низ вода, тоа значи дека улогата на корисен идиот си ја одработил. Но зошто кај нас не значи ништо тоа? Тоа е порака политичка. Виде, порака дека ние треба нешто да преземеме, така. Македонците не значи ништо, затоа што кај македонците, американците и не така френдли се перцепирани. Зборувам кај македонскиот народ. Така. Затоа што не дај Боже утре да има војна, и Али Ахмети вечерва се закани со војна. И сега јас као професор по право се прашувам што спие надлежниот јавен обвинител. Вие знаете дека ние како политички партии, доколку повикуваме на војна агресија, има таму одредба, став во законот за политички партии, дека можат да ни ја забранат партијата. Што чека јавниот обвинител кога овој секој втор збор му е закана со војна? Бујрум, забранете им ја ДУИ, ме сваѓате. Значи, од тој аспект јас секогаш го артикулирав тој став дека ДУИ се многу полесни за контрола и од домашните и од странците, за разлика од овие необалисти на вреди кои што дојдоа. Зошто? Баш поради тоа, поради нивното црно минато, поради хашките случаи за кои што вие ги држите. Значи имате момент поради вакви корупцијски афери кои вие им ги знаете и можете да ги активирате. За разлика од нив, овие други се уште поопасни, а за жал тие се коалициони партнери на ДПМН. И да не губим време веќе со Груби. Нека му е честито, нека си го носи со здравје, толку му е политичката кариера, особено во неговите албански кругови, тој е веќе отпишан за веки и века со вакво, затоа што нема да комуницираат
со него, дали тоа значи нешто по неговото богатство кое тој го накаленил или слично, не значи ништо. Тоа зависи од нашите од државата Македонија, не од државата Соединените американски држави. Тој има некои фирми или трансакции во Америка, па да го повлечат. Не, тој тука си се нафатирал за 3 поколенија унапред и го боли увоз дека ќе оставеле на црна листа. Само ќе си работи сега што е таму, доцент ли е на Тетовски, ќе си биде. Како и другите кои што ги споменавме. Во секој случај јас само да кажам дека ова информација која што ја добив од еден наш политичар кој што во моментов е во Виена, ми се чини, веднаш ја проверувам и на страната на State Department-от, за сега ми делува прилично релевантно, но ќе видиме, ќе се прошири, ќе се знае. Се вратиме ние на она што ни се случува, го спомена веќе Ахмети, кој што стражари пред Уставниот суд. Што е целата оваа ситуација околу законот за јазиците, посебно од аспект на тоа дека денеска се кажува дека ДУИ всушност учествува во донесувањето. Па прифати Венецијанската комисија што кажува. Малку, ајде појасно за граѓаните што ова значи. Ова е мој домен, правен домен, и јас ќе се обидам со употреба на не толку правни зборови и фрази да професорски малце објаснам што е суштината на спорот за законот за јазици. Значи, тој е апла противуставен закон, инаку левица е еден од 13 оспорители на законот, практично, поднесители на иницијативата, инаку по деловникот на Уставен суд или актот, како што сега го нарекуваат, кога имате барање за време на мерка, такво барање имаше во нашата иницијатива, Уставниот суд треба да се произнесе за 3 месеци. Поминаа 6 години скоро, Уставниот суд абер нема од произнесување. Тоа значи дека тие свесно го саботираат процесот со цел да ве стават пред свршен чин. Но тоа говори за капацитетот на уставните судии. Ние имаме еден од најслабите состави на Уставниот суд. Инаку Македонија, односно Југославија како тогашна држава, била првата комунистичка земја која вовела Уставен суд. Значи, ние имаме традиција од 60-тите години наваму на уставно судство и овој персонален состав, пред да ги изберат овие неколку професорки од правен факултет, беше најслабиот персонален состав на судот. Ние дури и поднесовме кривична пријава против тогашниот председател на Уставниот суд Никола Ивановски, токму поради непочитување на роковите, но ни беше одговорено од обвинителство дека судијата известител требало да се гони, а не... Ние до денес се објавија рефератот од известителот, не знаеме кој е судија известител на предметот. Ај сега да видиме што е правната заврзлама околу овој закон, кој што јас го нарекувам така наречен, затоа што не е закон. Тоа е тоалетна хартија која е објавена во службен весник без никаков правен преседан во нашата историја. Значи, ние не сме држава од вчера, ние имаме некои уставни обичаи од кои што влечеме корени и можеме да споредиме. И вакво нешто се нема случајно. Прво, самата процедура е тоа што да не тупиме со деловникот кој е непрекршен, туку е, како се осеќам, како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнаме работа. Значи, требаше да биде надлежна комисијата за политички систем. Талјат Џафери намерно го стави Кајартан Груби во комисија, тогаш беше комисијата за европски прашања, за да го прошверцува за 3 дена. Потоа, председателот, тогашен Џоле Иванов, стави вето на овој закон. Кога ставате вето, мнозинството од 41 пратеник се подига на 61 пратеник. Тие потоа го донесува со 64. Арно ама го промашија рокот, требаше во рокот 30 дена да го донесат, тие го донесува после 60 дена. Роковите се многу битни во правото и затоа цело време потенцирам, а тука носам и некоја судска пракса чисто да споредиме. Следно што се случи, овој кога го врати, вие како опозиција имате право да поднесувате амандмани на вратениот дел од законот. И Џоле Иванов вратил неколку десетина членови кои се спорни и те како се спорни. И ВМРО ДПМН е тогашна како опозиција поднесе 19.000 амандмани. И овој им ги фрли во корпа, буквално ги фрли брутално во корпа, да, Џафери ги фрли. И што стори кривично дело. Практично, предходно ДУИ има ситуација со 15.500 амандмани на изборен закон која се сакаше една изборна единица. Значи имате двојни стандарди и политичка дискриминација. Но ајде, ќе речете, Уставен суд не е надлежен да цени легислативна процедура внатре во собранието. Добро, ајде одиме на следното што е многу побитно, а тоа е рокот за објавување или за промулгација, за подпишување на указот и за објавување во службен весник. Рокот е 7 дена според нашиот устав, според член 52, а овој закон е објавен дури после година дена од носењето.
Заедно со Преспанскиот намерно го објавија за да кога има гужва, знаете да помине тој. И еве сега втора ексклузива вечера после Црната листа, втора ексклузива што ние направивме. Ние ги донесовме многу интелигентно пред свршен чин Уставниот суд. Ако се сеќаваш кога Кренар Лога, овој необалистов од Вреди, тогаш не беа Вреди, не знам, Алијанса за албанците. Алијанса за албанците, да. Беше министер за правда и сакаше да воведе националност во матична изводи од матична. И ние му го споривме правилникот пред Уставен суд и му го кутнавме таму и после тоа го споривме и законот и исто така успешно го кутнавме. Кренар Лога се изфрустрира, он е правник некој, не знам од кое село е таму, се изфрустрира типот и рече, чи мојот правилник го фаќате на техникалија, а ние знаеш зашто му го кутнавме, баш за ова. Значи, што е суштината? Затоа велам, роковите се многу битни во правото, ако не и најбитни. Вие можете да изгубите право на жалба, на тужба ради рок. Истото и во случај. Пропуштите ли 7-дневен рок, ние велевме дека тој рок уставот е преклузивен. Тој се бранеше дека тој рок не е преклузивен и мора да се почитува, туку дека е ориентационен. А тој се нервира затоа што е на техникали. И он се нервира и види што направи Кренар Лога. Во истата влада во која седеа истите тие министри, он лично, како подносител, им ги оспори правилниците на неговите колеги. Токму поради тоа што биле објавени во службен весник после тие 7 дена. И видите го Уставниот суд на чело со Кацарска тогаш носи 1, 2, 3, 4 најдов, ама ги има дузина вакви. И само за да биде појасно за јавноста како резонира Уставниот суд и самиот практично си воспостави кейс лоу или преседан со кој што се стави во клопка и само по овој основ треба да го укине, тоест да го поништи законот за јазици, бидејќи ние не навлегуваме во материјалното содржински, дали е спротивен на дали треба да му да се говори за формата се држи. Значи секогаш во правото прво процедурата не е процедура и форма, так. А тек тогаш со материја. И видите како резонира овој Уставен суд. Вика, фактот дека одредбата за објавување на законите и другите прописи е предвидена во главата за основни слободи и права, во делот на основните слободи и права, укажува дека објавувањето не е техничко прашање. Значи не е тоа поминале 7 дена, туку вика прашање од големо значење кое длабоко навлегува во уставните гаранции на основни слободи и права. Што значи, кога се пречекорува уставниот рок за објава, практично паѓа и законот после тоа. Треба наново да го донесете. Само по овој основ сегашниот закон за употреба на јазици или така наречен закон треба да падне. Значи Уставниот суд воведува дузина судски преседани со кои вели дека рокот е преклузивен, што тоа значи да биде појасно на јавноста, доаѓа од латинскиот преклудере, што значи заклучувам. Нема сакам, неќам, ти во 7 дена си должен да го потпишеш указот и да го пратиш во службен весник. Значи, тука е после година дена пратен законот, заедно со Преспанскиот. И следното, што е уште позначајно, е тоа што за прв пат во историјата на од Асном до денес, имате закон кој влегува во сила без подпис на председател. Тоа е познатото фамозно джебно вето на председателите. И видите, Џоли Иванов не е првиот кој го употребува джебното вето. Имаме два преседана предходно. Првиот е Глегоров во 1997 година, тогашниот закон за кривична постапка, кој е патем речено квалифициран двотретински закон, со двотретинско мнозинство, одбива да го подпише и го подпишува многу подоцна и тек тогаш влегува во сила. Значи, доека нема подпис, нема закон. Следниот е Борис Трајковски, 2001 година, за време после војната, законот за пратеници. Пратениците сакаа да си кренат привилегии многу, он не им го подпише законот и никогаш тој закон не влезе во сила. Значи, овој преседан на Џоли Иванов е на фикусот, како што го викаа они тогаш, е трет. И сега не можете вие два преседана имате еден аршин, на третиот друг аршин имате. Тоа значи, и има уште еден, ние историчарите на правото кои педантно следиме историја, вака, особено уставно процесно, имаше еден случај 1997 година, Тито Петковски, како тогашен спикер на парламентот, се обидува да го заобиколи Киро Глигоров со законот за употребата на знамињата и без подпис на Глигоров да објави закон. Уставниот суд тогаш, но тогаш биле величини во правото, Тодор Џунов бил професорот кој е сега покоен, или Милан Нетков бил председател на Уставен суд, носи една одлука, која јас ја имам тука, одлука УБР 147 и 146 и 147,
И вели дека само во 4 случаи спикер може да замени председател. Тоа е кога ќе умре овој, кога ќе даде оставка, трајно кога ќе е спреченост, или кога ќе му престане мандатот по сила на устав. Се друго не може Тајат Џафери да го субституира, да го заменува. Кој да е председател на собранието не може да го замени. Во овој случај Тајат Џафери знаете што направил? Фуснота ставил кај подписот на Џоли Иванов и се подпишал некој си заменик генерален секретар од ДУИ таму Неџбедин Ибраими и вика ние мораме да го објавиме. Кој сте вие да го објавувате во службен весник? Зошто во службен весник, знаете како оди објавувањето? Собрание го праќа до председател и председателот го праќа указот до службен весник, не собранието. Значи каша попара е направено и само поради овие причини, меѓу другото го нема и двотретинското мнозинство, како што кажав, донесене со 64 пратеника, а не со 80, а регулира судска постапка и работа на органи на државна управа. Значи, сето ова кога ќе го земете, од сите овие 4, еден е доволен да се поништи закон. А значи, ги има 4. Во суштина испаѓа дека и да не навлегуваат во суштината, дали треба да го судови, дали не знам каде, едноставно само заради... Тоа е вториот чекор. Ние чекаме исход сега во среда, за да знаеме дали да го оспориме и материјално правно и те како има. Венецијанска комисија им го оспори практично, де јуре ги направи каша попара внатре, затоа што тоа е нефункционален, го парализира правниот поредок и не можете да функционирате. И тоа е својствен, дури е и за федерални држави е тумач, а не па за унитарни држави. 360 објавува едно интересно гледање на сево, па би сакал коментар. Вели во рефератот на судијата известител кој ќе се најде пред уставните судии во среда, во кој 360 имаш увид, не само што не се предлага поведување, постапка за оценување на уставноста, туку се аргументира дека тоа е втемелен во уставот, законот за употреба на јазиците. Вели, предлага предметот да се изнесе на седница на судот заради разгледување и одлучување судот да не поведе постапка за оценување на уставноста на законот на јазиците и така натаму. За гледачите, реферат е лична оценка на судијата известител, кој не знаеме се уште кој е, затоа што му виси кривична, го чувал предметот 6 години во фиока, а требал да го реши за 3 месеци. Рефератот не значи ништо. Рефератот е мислење на конкретниот судија, опинио јурис, правно мислење, во кое тој ги убедува своите колеги, останатите 8, како да заземат став. И не значи ништо. Ева, јас ќе ви кажам пример, бидејќи јас, веројатно после овој Чичко што умре, сум еден од најмногу што има поднесено иницијативи пред Уставен суд и ја знам процедурата во мал прст. Значи, кога беше законот за тоест кога беше референдумското прашање за одлуката за референдум за Преспанскиот договор, ние имавме како подносители позитивен реферат. И во тој реферат се велеше да референдумското прашање треба да се побие од страна на Уставен суд, односно да се суспендира. А каков беше исходот? Беше сосема обратен. Тоа значи дека овој реферат кој го објави 360 степени не значи ништо. Тоа е мислење со кое известителот мисли дека така треба. Во мислењето сите останати 8 имаат свое мислење, ме разбирате? Во мислењето и токму ова што пред малку го говореше Апасиев. Дополнително се предлага судот да ги отфрли иницијативите кои што го споруваат указот за прогласување на законот, за потсетување, вели тогашниот председател Ѓорѓе Иванов не го потпише указот и покрај тоа што уставот не му го дава тоа право, откако еден закон и во повторена постапка ќе ги добие мнозинство од скупниот број пратеници. Па законот беше објавен во службен весник и стапи на сила без негов потпис. Кој го напишал ова, баш да го прашаме како Тодор Џунов во 97 година и Милан Нетков и тие величини од правни професори рекле дека указот на Тито Петковски без подписот на Глигоров не е уставен, а овие сега суди кои се со шестица просеки и анонимуси во правото, викаат дека указот не е подобен за уставно-судска контрола, оти не бил акт. Ај тоа објаснете ми. Мене како професор по право, повеќе сакам да им верувам на такви калибар на професори кои биле светски познати, како што е Џунов, отколку на овие анонимуси кои поима немаат од правото. И на крај крајава веќе имате прецедент, имате case law, имате одлука на Уставен суд од 97 која укинува, тоест поништува указ на спикер без подпис на, значи тоа е врзан подпис, како да ви кажам. Не можете без подпис вие да оти утре, видете сега што е, знаете, јас секогаш и со Тајлат кога сум се карал на говорница, му кажував, ние не сме таква партија која ќе ви ги прости овие преседани. Овие преседани утре ќе ви ги удриме од глава. Еве хипотетички левица да дојде на власт.
Па каков председател не фермаме никој, само со спикер ќе објавуваме, сваќате? Ќе го укинеме, Уставен суд ќе го разрешиме само со подпис на спикер и готово, толку влезе во сила и ајде одете си дома, ме сваќате? Буквално речено хаос може да настане. Апсолутно многу се опасни овие преседани. Не се ова играчка. Значи не може да се префрли на други ситуации. Оти се врти колцето во животот. Денес сум опозиција, утре сум власт. Со истиве преседани ќе ве мавам по глава, затоа што немам обзири. Зошто да имам обзири? Да, и секој друг може да го именно, не може да чувствата на албанците, не, а кај се чувствата на македонците? Значи, Бадентер принципот значи дека ние, како македонски народ, не смееме да ги надгласуваме, а тие смеат нас да не надгласуват. И за преспански, и за бугарски, и за закон за... Значи, ти прошверцувај нешто, направи смут тука, и кој ќе дојде ред правно да расчистиме, ама чувствата на... Кој бе чувства? Ние немаме ли чувства? А не само чувствата, имаше убави мислења овие денови по социјалните мрежи од личности, авторитети кои што велат не може јазик кој што не го знаат 75 до 80% од граѓаните во таква ситуација се реално присутни во државата, да речеме 16%, 25 нека се или 20 под државјанство, но реално присутни се 16%. Тоа го чувме од бомбите на Али Ахмети кога го местат пописот. Значи толку се присутни во. Не може малцинство, тоа има политички термин за ова, тоа се вика тиранија на малцинството. И ние за жал тоа го живееме. Па доста е веќе. Што ќе се И ги охрабрувам уставните судии да бидат кредибилни, да се држат само до правните аргументи, само до правото и ништо друго не им треба. Ова е толку лесен случај што е, како да ви кажам, за студенти од прва година на вежби по уставно право да им го дајате, ќе знаат да ви извадат паралелно. Ама студентите веројатно не се веќе во некои кругови во кои што се должни некому нешто, во кои нешто има, така да малку потешко е затоа. И затоа има еден професор, се јас го Ван Кенеген, вика, па каква корист ние имаме од судиите ако тие можат да бидат приморани да се согласат со неправичните барања на власта? Па за кој, извинете, за што не? Да, имаше некои интересни идеи ќе му текнат заради нешто ќе се тргне. Па баш за вакви тешки случаи да решавате, тоа ви е работа, бојрум решавајте, а не само за привилегии да имате. 1,5% доверба, веројатно. Толку ќе биде доверба. Можните развои на настаните од аспект на тоа што би донел судот, очекувањата твои и развојот на настаните од аспект на она што се обидува Дуј да го направи. Дуј ништо нема да направи. Дуј е издувана партија и Дуј ќе се распадне кај да еве ги 30 души протестираат пред Устава, ништо. Ако нешто прават гирулти, треба да им се пушти полиција и да се поапсат. Тоа треба и да им се забрани партијата затоа што повикуваат. Значи дека не можат да повторат она што се случи со рака треба и се решаваат. За Дуј толку. Так. Сега да видиме исходот кој ќе биде. Јас не верувам во капацитет, како професор по право, не верувам во капацитетот на овој Уставен суд дека може да извлече поука за тоа каде оди државата. Ова е опасен преседан ако се дозволи. Но тие го дозволија да функционира 6 години. Тие требаше во првите 3 месеци да донесат времена мерка, додека не се расчистат овие дилеми, законот да не произведува правно дејство. Ова е опасен преседан. На символичко ниво ние сме поразени. Тоа е најголемиот тип на пораз кој може да го осети. Значи, печатите во државата ни се двојазични. Амандманот кој се повикува на ова, па и Венецијанска комисија вели во писмена кореспонденција треба, значи граѓанин да општи со државата на негов јазик и на крај крајва, зашто само албанскиот јазик? Кај се другите јазици? Бидејќи законот, ако го читате правилно, не го употребува албанскиот јазик стрикно, освен во 2 члена кои се оспорени, туку употребува јазик кој го зборуваат 20%. Знаете дека во Гостивар тоа е турскиот јазик, бидејќи има над 20. Или можеби во Шутка, во општина Шутка е ромскиот јазик. Кај се другиве јазици? Зошто само албанскиот? Никаде не е кажано кој е тој процент кој што е потребен, да ги употребуваме, па да наредиме таму со капслог да биде Република Македонија или на македонски, а другото нека биде со фуснота као Талјар Џафиришов. Сите јазици. Сме можели да избегнеме оваа ситуација, ние да бидеме во таква ситуација, граѓаните реално се чувствуваат како втор ред македонците. Апсолутно, па ние сме граѓани од втор ред, само тоа чекаме Мицко да ни го каже веројатно. И сега врелиот Костенек е Мицко, затоа што он тогаш као нешто опозиционер го оспори, а сега си ја чука главата. И веројатно имаат дојава, чим он и Изет Меджити смируваат, веројатно се и договорени да го бојпасираат. Ке укинат член, еден, ова. А ова што го збориме, како ќе им го прегања сутре на студентите по право? Што да им кажам? Дека може закон без подпис, дека може закон после преклузивен рок да влезе во сила. Ти како граѓанин губиш право на жалба ако пропуштиш рок, а Талјат Џафери може да си игра што сака. Добро, реално, дали
Се обезвреднува правото преку вакви преседани. Дали мислиш дека Мицкоски сите политичари се секираат што вие ќе кажете на студентите? Тие сваќам интенцијата, сакам да го побијам митот. Во јавноста има еден грешен мит дека ВМРО ДПМН се тврди со партиите на албанското малцинство, а ДМК СДС повеќе им попуштали. Не е точно. Еве сега фактографски ќе ви го кажам. Прво, Руфи Османи, кој лежеше во затвор и после се жалеше во Страсбург, за знамето ако ти текнува, албанското знаме во гостиарските настани, го амнестира Лјупчо Георгиевски, значи ВМРО-вец го амнестираше. Потоа, хашките случаи со автентично толкување ги опрости, иако спротивно, и тоа е под знак прашање, затоа што не можете вие со закон да менувате меѓународни конвенции кои се ратификувани, хашки случаи не застаруваат. Хашките случаи ВМРО ДПМН во време на Груевски им ги опрости на албанците, така? Следно, кој го стави министер за одбрана Талја Џафери? Тоа е уринирање врз униформата на они. Следно, за овој закон за јазици, за кој јас и ти цела вечер разговараме, го прифати Груевски за да формира владата, но странците им забранија на Дуи да коалицираат со него и тој пребега после во Будимпешта. Бидејќи знаете, победник со победник принципот го наруши. Но тука работата на подобро продавање на приказната. Да фактографски да им објаснам на гледачите дека не е точна констатацијата дека ДПМН се потврди со албанските партии. Но се поуспешни во продавањето на приказна дека се. Значи, само приказни ви продаваат. Ние немаме македонска платформа и затоа животот ни е тиранска. Вие како левица имате, ако не се ние имавме, но тие знаете со кој аргумент ние отфрлија? Со кој аргумент? Дека сме наркомани. Ете, Мицко така рече. Ние му рековме, еве ти 5 точки македонска платформа и не само помеѓу нас и ДПМН, туку и со СДС и со сите тие коалициони партнери, како пандан на тиранската. Бидејќи овие едниве се имаат и си ја фураат цела година, видија ти тиранската платформа у 10 точки и само штиклирај, секоја година си остваруваат по една цел. Си имаат зацртано, така, да. Ние имаме ли ние македонска платформа? Немаме. Ние ја понудивме во 5 точки за да не ни се разградува државата и Мицко нас не рече вие сте наркомани. И си го изгласа необалистов гаши за спикер со 2 пратеника. Тоа го нема во свет. И со како ја да разговарам со таков човек? Пред да преминеме на другите теми, бидејќи ќе видиме што ќе се случува со законот за јазиците, иако и тоа е дел од се што се случува, официјално веќе потврдена и другите медиуми објавија за Артан Груби. Дали можеби е нека дојде Артан Груби да го поврземе со русите ние. Дали не ќе му даеме азил таму као Башар ал-Асад. И за тоа ќе говориме после, меѓутоа дали моментот на објавување на ова одлука на Стейт департаментот е темпиран? Апсолутно, значи американците секад темпираат такви работи. Веројатно ја прекарташил со Бехтел и Енка со митото таму и му го зеле за зло, иначе не верувам. Може би порака до Дуи залудно викаат дајте. Па затоа викам дека Дуи се поконтролабилни за разлика од овие необалисти кои се во влада сега. Значи Дуи почне вака да вика војна, мојна, ово, оно, ќе го удриш со црна листа од патронатот горе, ќе го удриш за хашки случаи, ќе апса тучки на Косово, ме сваѓаш, значи имаш за што да го држиш. Овие другиве немаш за што да ги држиш. Тие се фанатици и тие си се балисти практично или необалисти. Токму затоа има и разлика во тоа што го прави Дуи, иако е повеќе подложен на контрола, од она што го прави сега власта, од партиите во власта. Нема, како што вика Али Амети, како до сега. Да, апсолутно, дури проширено и надградано. Ние во собрание го гледаме тоа. Значи истото. Истиснување на македонскиот јазик. Ние добиваме двојазични материјали. Иако јас како пратеник македонец не смеам да добивам двојазични материјали. Ти ако си пратеник албанец, само тогаш ти добиваш. Почна СМС пораките двојазични да ни брат. Надписите на таблите пред канцеларија двојазични. Значи, затоа викам, македонецот е поразен на символичко ниво, што е највисок тип на пораз. Зошто е поразен? Од корумпирани елити. Мицкоски, СДС, елитите, овие што имаат станови по Дубај. Значи, додека си ги бирате тие елити, вие ќе бидете поразени како народ без достоинство. Значи, какви горди, како Македонија повторно горда. Видовме ние. Нема ништо. Колку беше перфидна игра на некој начин од овој аспект досега што говориме во врска со опозицијата и власта албанска,
мислам глупо звучи, меѓутоа оние партиите кои учествуваат во власта, играта околу ситуацијата со прославата на денот на знамето, газењето, дрифтањето и сега, нели, добивме впечаток дека Влен до некаде како малку поконтролирано, по види, они се власт реакција. сега, мада ако читате меѓу редови, убаво ми го Јасно, спопика Африм Гаши, која рече дека македонското знаме е туѓо знаме. Сега, спикер, втор човек е по сите уставни гостувања, он вика дека тоа е туѓо знаме за него. Така. Значи, ајде да расчистиме, значи тоа знаме е државно знаме. Тоа знаме е на сите. Етничките знамења се други. Вие си го имате двоглав орел, ние си го имаме 16 крако сонце, ромите си имаат, тоа се етнички знаци. Так. Но ова е државно знаме. Државното знаме не е туѓо. Ти чим имаш гражданство наше, одека, државјанство, тоа е и твое знаме. Или тој фройдовски момент, не знам дали го... Мајка Тереза која ја зборуваат албанката. Ако ќе фанат джихадист у Виена, тој бил државјанин на Македонија. Како бе сега? Како тој бил државјанин на Северна Македонија, а оваа била албанката од Македонија? Така, дајте да имаме уедначени критерии. Ова за знамето мислам дека имаше провокација од структури на ДУИ, но тука е прашањето зошто МВР не реагираше како што треба. Они цело време вика, Жешка есен ки има, ова ки има, она ки има и на крај им се деси. Дека има дестабилизација. Знаеш дека во Куманово имате демолирани мала на македонци. Ти знаеш дека луѓе кои се шетале, ти се шеташ со син керка и ти испаѓаат хулигани навијачи и те тепаат. Тоа нормално е. Добро, нели може сега да... членка на НАТО, безбедноста ни ја гарантира, ова ни гарантира. Ти знаеш дека навечер ни Скопје ни центар не можеш да поминеш. Добро, ама сега ние се правиме дека него гледаме слонот во собата. Може сега да велат дека успеале да спречат. Ништо не спречиле они, ништо не спречиле. Од 750 инциденти пријавени, што на TikTok, што на Facebook објавено, што на Instagram се објавено, што пријавено, они уапсија 18 души тинеџери. Некои малолетници со еден шамар ке поминат тие и со опомена. Ништо. Каде ни е еднината во ваква ситуација, бидејќи јас лично не гледам во големите, условно речено, политички партии кои што имаат најмногу гласачи, гласачко тело, не гледам намера да се решат. Додека си ги гласате СДС и ДПМН, иднината а уште се гласа. За жал клиентелизмот е толку навлезен во Македонија, што гласањето е за да ти ја вработат балдската, керката, снаата, золбата, е до тука, чим си огледате личниот, а не колективниот интерес, и чим не сте подготвени да страдате за колективното добро, македонецот покажува инфериорност. И тоа е за жал благодарение на корумпираната елита македонска. Значи, ние, освен левица, бидејќи да не видам, немаме време за скромности како генерација на млади политичари, освен левица која води идеолошка политика, што е единствено исправна идеолошка, се друго е бизнис. Значи, дали Мицковски, дали Филипче, дали Заев, дали Таче ќе го земете, тоа се милионери кои се на власт. Тие не живеат од плата, тие живеат од бизниси, кои што им капнуваат, кои од хидроцентрали, кои од не знам какви фирми, сите имаат бугарски фирми, ти не постои политичар во Македонија кој нема бугарска фирма или бугарско гражданство. Така да додека тие луѓе си ги бирате за да ви ја вработат балдската, ова ќе ви биде реалноста. Нема љутиш тука. Имавте ли можност да влезете како левица во влада? Од аспект дали бевме поканети? Да. Не бевме поканети. Мандатарот тој што кани. Ако бевте? Не бев. Последно со ДПМН сме контактирале за време на локалните избори, кога беше вториот круг за градоначалници, кога излезе Мицко јавно да ни се заблагодарува. И затоа ова кога излегува на говорница нема врска. Секогаш при нашите средби Мицковски бил иницијаторот, а никогаш Шапасиев. Значи, никогаш не сум окренал телефон, ајде да се видим. Не ми требаш, бе, пријател, да се видим. Во моментов секогаш на негово барање биле средбите и секогаш се молел за нешто од левица, а на говорници излегува ти кога идеше кај на мене некако мачиње. Сум идел ти си ме викнал, бе, ибрике. И навредувања со да. И кога е веќе толку индискретен, немам потреба јас да бидам дискретен. Но кажам дека секогаш на негово барање сме се среќавале и секогаш кога им чурало и секогаш со тоа. Ај за Македонија, што за Македонија? Да си полните џебовите за Македонија, така? Може би ќе ви даде вие да ги полните. Не, ние тоа е начинот како функционира кај нас. Ние гледаш како функционираме и затоа народот
со право ни го даде епитетот единствена опозиција, бидејќи така делуваме. Тие 6 души се као special forces со споредба со другиве. Дали моментално она што го имате како можност за делување во парламентите, воопшто во политиката е најдоброто. Од аспект на тоа дека понекогаш сте принудени да инцидентите кои што се случуваат многу ми навелат дека со душа чекате инциденти. Така велат некои. Вели ги нема. Ајде да го искоментираме и тоа. Може, не само последниот воопшто. Ние со дел од тие луѓе, особено пратениците на ДПМН, кои се 58, сме биле еден мандат заедно опозиција. Значи имаме некои дури лични релации, како да ви кажам, со некои од тие луѓе. Здраво, пиеш кафе, што и нормално се видува. И нормално така. Но тие луѓе не се истите луѓе сега кога се на власт. Како викаат старите, дај му на човек власт, ќе му го видиш паметот. Апсолутно, значи тие истите луѓе кои заедно сме и критикувале лошите потези на Заев, на Таче, сега истото тоа го прават. Еве сега шверцаат закон за заштита на деца, го шверцаат во Комисија за енергетика. Еве, јас сум арабаджија, не сум професор по право, објасни ми како закон за заштита на деца можеш да го ставиш во Комисија за енергетика. А знаете што прават во тој закон? Воведуваат илегална двојазичност при полагање лиценци за не знам што таму, за да можеш на албански. Утре ќе бараат правосудниот испит на албански да се полага. Тоа го прави ДПМН зад затворени врати. Еве сега и јавно го прави. Значи нема никаква суштинска разлика. И затоа македонците се осеќаат предадено од своите вождови, од своите лидери. И се додека бирате такви лидери, ќе имате тоа горко чувство на предаденост, затоа што тие лидери не се грижат за едни, тие односот подалеку не гледаат. Те не гледаат дека со вакви преседани за 10 години кај ќе оди државата, за 20 години, за 50 години. Тоа го прави државник. А овие не се државници, овие се бизнисмени, гледаат од денес за утре, кај ќе се ќари, кој тендер да се закарпи, која фирма. И затоа зошто нема апсења? Еве ги 6 месеци се на власт. Знаеш зошто нема апсења? Еве да не биде беше најавувано и пред изборите, големи криминали се застана за да знае народот. Затоа што се преструктурира прво подземјето и второ рекетот. Рекет, значи ти си бизнисмен кој си местил тендери у време на овој тач, така? И сега наместо да те апсат тебе, не, ќе ти пуштат двајца овие пајташи и со документите кои ги имаат за тебе прибавено, финансова полиција или било кој, и ќе ти речат, слушај, еве што имаме за тебе, ај сега ќе си платиш ти или у партија, или кај тарифата, кај овие гавази венивни, ќе си платиш да не те чепкаме. За тоа нема апсење. Оти се преструктурира, им треба време, година дена минимум, да се преструктурира подземјето. Ќе го заборавили тоа народот? Истите фирми, значи истите олигарси, ни ги финансираат и двете партии, и СДС и ДПМН. Истите олигарси си имаат тајни фондови кои си ги финансираат. Добро, Бехтеленка беше најлошиот договор и најлошите. Сега стана најдобриот. Еве ги закон предлага да го петроли што добиваат тендери, ваков петрол беа лоши, па сега не се лоши. Добро, значи така, значи се преструктурира подземјето, се преструктурира олигархијата и затоа нема апсења, нема ни да има. Ќе завршат некои ситни риби поапсени и тоа ќе биде се. Толку. Ќе испадне дека Ахмети најмногу ќе биде во право кој вели како и до сега. На некој начин. Затоа јас велам дека дури филозофско гледање дека Мицкоски е политичар на статус квото. Што тоа значи? Тој не ја предизвикува реалност. И затоа не е голем политичар, затоа е технократ, толку му е нивото. Тој го прифаќа статус квото и само го перпетуира. Значи, до сега си плаќал ти рекет на овие, сега ќе плаќаш на овие. Што ти менја тебе тоа као бизнисмен? Не те чепка ни едниот, не те чепка ни едниот. Ке ти до инспекција, ти ќе се јавиш, абе ја платив. Добро си платил, ајде, шивај. Така функционира државата. Како до сега, додека си ги гласате и тоа ми е, значи, дајте шанса на нова генерација. Овие 6 кои влева во левица се the best of левица. Значи, еве гледајте ги. Значи, секој од нашите 6 пратеника си има уникатен стил. Нели вика Апасиев е човек, фирма, така, човек, партија. Еве видете ги се. Ај споредете ги, земете го Борислав, земете го Хактан, земете го Амар, Јована, Саше, споредете ги со било кој пратеник од опозиција. Кој е подобар? Кажете. Имавте во аргументација, како партија, во предлог на издржани решенија, во бранење на граѓански интереси, кој е подобар? Како партија на последните избори, односно во тој период меѓу успехот на локалните кога влеговте во совети, имаше напредување и се очекуваше
поголем раст? Во кој момент левица, бидејќи реално, имаше очекување дека ќе има повеќе од 6, да бидеме реални. Меѓутоа, во одреден момент, некаде на половина година или повеќе пред изборите се почувствува кој би ги зема гласовите? Има два момента според наши политички анализи. Првиот е медиумскиот бојкот. Еве, сега сме од мај месец до сега нас не нема викнато ниту една национална телевизија на гостување. Ниту Сител, ниту Канал 5, ниту Телма, ниту Алфа, ниту Алсат. Значи, 5 телевизии за кои што ние како граѓани им даваме концесија на радиодифузерија. Владата им дава пари, и тоа неброени, не збори. Значи, тотален игнор на левица. За жал, се уште сме ние, повозрастната генерација, гледа телевизија. Да. Тоа е за жал. За среќа... Многу голем дел од гласачкото тело гледа се. За среќа, тој процент се намалува од година во година и доминираат, ќе почнат да доминираат социјални медиуми каде што ние доминираме. Младите се за левица. Практично тоа е нашето гласачко тело. Тоа е првиот момент кој ни го издиша балонот и вториот момент е проектот на Знам. Проектот на Знам е амерички проект, правен со структури на Бранко Црвенковски, незадоволници од СДС, кои што беа нешто слично како НСДП на Тито Петковски. Значи, кондом стратегија за една употреба. Видете, кажете ми еден пратеник од Знам, знаете ли? Исто имаат колку нас. Име, презиме, некој знае. Добро, тие се во власта сега. Освен Бендерска што било од СДС порано, вака на прва никој не иде. Значи, и тоа беше свесно направен проект, со кој што доминираше токсично дури на емисии, го имаше Максим го имаше за 3 месеци колку левичарите за 3 години. Разбирате кој буст е тоа? И тоа е свесно смислено, значи тие си имаат PR стратези кои тоа го знаат добро како да те наклукаат пред избори. Тие беа двата моменти кои што го закочија налетот, но што е предноста на левица? Предноста е што левица игра долгорочно. Ние не сме партија проект кој ќе изгоре вака како слама и готово. Ние постоиме од 2016, кога никој не ни сонуваше дека ќе стигнеме до ова ниво на 6 пратеника, без ниту една коалиција. Ние одиме сами. ДПМН има 20... И без машинеријата која што... ДПМН има 25 партии. Знаете дека 1000 луѓе ви треба да основате партија. Тоа се 25.000 гласа од старт. Пута 4 од фамилијата се 100.000 гласа, они вака ги имаат. Не сваѓате? Ние за 100.000 гласа треба да се окозиме за да стигнеме. Ние сме сега, котираме околу 70.000 гласа. Толку завршивме 70.000 на овие парламентарни избори. И третото беше спојувањето со претседателските избори, каде што ние извадивме независен кандидат, професорката Ванковска, за која ценевме дека е најидеолошки блиска до нас и не се како партија која првпат изфрла кандидат, за нас беше предизвик да собереме 10.000 подписи. Баш да го побиеме митот дека левица е Facebook партија. Они пишуваат статуси, ама немаат база. Ајде да видиме дали немаме база. Тогаш беше интересно кога одеа да се подпишуваат. Левица во овој момент има појака инфраструктура од ДУИ. Ние имаме 60 активни локални ограници. И тоа не се канцеларии кои зјаат празни. Тоа се канцеларии во која врие како во кошница, секој ден има. Со станоци, записници, се прават сега локални програми за локални избори. Тоа значи жив партиски организам кој што функционира и кој што на долг рок ќе го даде резултатот, но нема, знаете, Рим не е изграден за еден ден, така и ова. Значи, се додека ние имаме прогрес и ние сме единствената партија која што има прогрес од кога се појавила. Сите имаат up and down, подеми падови. Ние имаме константен прогрес нагоре. Тоа значи дека на наредни избори, кога и да бидат и какви да бидат, наредни редовни се локалните, левица ќе има поголем број гласови, ги го тврдам. Можно ли да има и вонредни, бидејќи Мицкоски прво викаше ајде, може, или само се калкулира нешто? Затоа што ако има вонредни, ова не е Груевски, да не се лажеме, го нема тој капацитет, 58 пратеника на ДПМН можат да ги сонуваат. Тие сега во овој момент по анкети се минус 8 пратеника, значи се 49-50 пратеника. Тој буст, дури во што би рекол Мицко го ужива да го користи тој, милува да го користи тој термин, во највлажните соништа тие не пикираа на 58, туку на 54. Бустот од 4 пратеника им го даде претседателскиот кандидат, професорката. Значи, таа им го даде затоа што многу независни условно се налепија на
тој кандидат као тип на мнозински систем, бидејќи таму пропагирате личност, а не партија. И тој им го даде тој буст. Сега на чисто парламентарни избори не може да освојат повеќе од 50 претењи. Да одиме на и затоа нема да има според мене вонредни избори. Веројатно само локалните редовно ќе си ги има. Ајде да одиме со една ситуација за која што за левица се поврзува од како делува, сега можеби не толку бидејќи расте со, иако нели можеби не е тоа очекуваното, но 6 претеника не е малку. Се говори дека Апасиев и левица говорат така затоа што не можат да дојдат во ситуација да бидат власт, па да ги решаваат работите. Зошто мислите дека не можат да дојдат? Така се говори. Дали не може да... Ево и во Романија аутсайдер беше, па победи, па му ги поништи избори. Зборот ми е дека доколку дојде левица на власт, дека нема така да се однесува како што однесува во опозиција. Дека ќе ретерира во одредени работи, дека не е исто кога сте опозиција. Ајде дојдеме прво па да видиме дали ќе ретерираме. Јас гарантирам дека нема да ретерираме, затоа што ние, како што кажав, за разлика од другиве, сме идеолошки подкована партија. И видете ние програмата и видете ги мерките на влада, 15 мерки ни имаат украдено точно од нашата програма. Овие сега се зафркававме црвени регистарски таблици, тие само ние ги предлагавме од 2016 ги предлага. Значи, ако нека крадат од нашата програма, има што да научат, слободно нека земаат мерки и левица, тој во политологија оние кои студираат го знаат ефект на инклинирање. Знаете, кога имате една радикална и идеолошки доблесна партија, како што е во случајов левица, единствена на политичката сцена, преку политиките кои таа ги пропагира, имате момент на инклинирање на мејнстрим партиите, овие СДС и ДПМН, кон неа. Наместо она кон нив да оди, они идат кон неа. Значи, ние предлагаме нешто што е на прв поглед радикално и тоа се ферментира со години и после најнаш не е радикално. Ме сваќате? Тој ефект го има левица на политичката сцена. Значи, левица предизвикува позитивни промени во општеството, дури и од опозиција. Затоа што ние имаме моќта на предлагање закони, интерпелација, еве сега пратеничка група имаме, надзорни расправи, инструменти парламентарни кои ни ги дава уставот и ние ги користиме, користејќи ги, а не сакајќи само ние да го имаме приматот, овие мејнстрим партии инклинираат кон нашите политики. И самото тоа е добро. Во крајен случај има еден библиски критериум, они се демохристијани во Маровци. По делата ќе ги познаете. Нас не спасува ортодоксијата што ние зборуваме. Не, ортопраксијата. Дај да видам што правите. Ајде најдете ми пратеник на левица кој зима 50.000 евра за патни трошкови. 0 денари имаме ние. 0 денари, сите 6 пратеника. И јас и Борисов во претходниот мандат и сега 6 пратеника. 0 денари за патни трошкови. 0 денари за службени патувања, 0 денари за станови службени. Ете, преку пример покажуваме дека ние сме друг ков на политичар. На крај крајава, јас ви личам на политичар. Часовникот да не е од 50.000 евра. Не бе Касио, од 1200 денара од Верони. Од Каса. Поврзано со ова, морам еден мој пријател кој што одамна вели кога ќе дојде Апасиев да го праша и ми пише од вели. Ако можеш да прашаш, вели вака, симпатизер на левица. Кога левица би имала неголем мнозинство во парламентот, дали Апасиев би бил кандидат за премиер или ќе земе Министерство правда или ДВК? Интересно. Знае председателот кандидат за премиер ќе биде како со име. Ама нели е за правда Апасиев најде? За правда, што имаш за правда? Ништо, тоа ти е министерство кое не смее да се меша во делот на судството. Ништо, тоа е кај народот, малце го оние кои не знаат, мислат дека Министерство за правда и сега он правда ќе донесе. Немаш ингеренции таму. Реално, рековме кои беа моментите кои што придонеле да не бидат повеќе од 7, 8, 9, 10, 6 се. Дали може би тоа што млади генерации доаѓаат тука лежи клучот на она? Компаративната предност. Така, што очекуваш во иднина за левица? Но за жал има еден хендикеп кај младите, е тоа што прво тие се најмобилни и се селат многу. Например, ние имаме симпатизери, не знам, студенти во Словенија, но тој не се враќа за да гласа. Не гласа, да. Тоа е и второто е апатичноста кај младите. Многу од младите се политички апатични. Почнаа и повозрастни генерации да бидат апатични, ми се чини. Да, но најредовно гласачко тело е пензионерите. Да. И затоа овој ХДЗ-вски модел, хрватски го, туџмановски го има, Груевски го препише, а сега и Мицко. Покачи пензии, сигурни гласови. Покачи пензии, сигурни гласови. Они одат на тоа. Значи, клиентелистички ни е систем. Тие се врачунати значи, однапред. Левица, за разлика од овие статус-кво политичари, затоа сме ние револуционерни политичари, политичари на новото време, на новата генерација, затоа што сакаме да го предизвикаме системот кој е затрулен целиот.
Овие не сакаат. Овие сакаат само да го перпетуираат, да си го продолжат и наместо во едните сметки банкарски, митото да оди во другите сметки. Толку. Со гласање на такви политичари, со кравата убаво што ве лажат, до тука бидува. Толку можете да постигнете. Само со нови лица, преку овие, еве нели анонимуси беа пратениците на левица. Еве ги за 6 месеца се покажуваат. Секој си гради собствен стил. Па народот, знаете, народната мудрост па не ставаат како суперхерои, не цртаат, знаеш, како во цртанини филмови. Еден има моќ за ова, друг моќ за тоа, трет моќ за тоа. А ќе ви го паметат она со видете го кој со чевелот ќе ви го паметат за секој што беше. Нели, ако се сеќавате, нас не оцрнуваа во време на СДС како фашисти. Да. Така? Фашисти, наркомани, што се веќе црна кошуљаши како франкистите, да. И видете го само она што левица го донесе како квалитативна промена. Преку идеолошка партија влегоа најголем број пратеници немакедонци, бошњаци и турци. Да. Хактан Реджеп е турчин, Мециновиќ е бошњак. Значи ние преку дело покажавме дека моделот на нација, политичка нација, без оглед на етницитетите, е многу помокен како граѓански концепт да го понудите. Но само ако идеолошки се сплотите, ние сме деца на работничката класа. Тоа е нашиот назас. Нас работникот албанец ни е поблизок од олигархот македонец. Како на работниците ќе им кажете дека нема да дозволите, ајде да одиме на нешто друго, дека нема да дозволите да се качи границата за пензија, бидејќи ова фискална, што беше тоа, кој беше тоа тело? Кој е тоа тело? Фискален совет кој прави стратегија за дрндрњарење. И мене ми се чини тоа добро, ние предлагаме, Мицкоски ќе рече не, нема да дозволиме. Знаете, тој момент Тупаница и Шамар, тоа го прават цело време. За работниците знам дека се залагате ова што би било ова. Работници од Србија што му се пиар на Мицко, така советуваат. Значи прво ќе речат струјата ќе поскапи за 30%? Не, нема за 20. Не за 30, за 10. Добро, тоа се вика пенал да ти навесат и да шутираш. Значи, реално. Ќе ти удрат Тупаница и после ќе бидеш среќен што шамарчиња ти маваат. Тоа го прави. Значи, не 67, ама е 65 ќе ставиме и за жени. Не. Го прашав заради тоа што за работниците. Човечкиот живот е 4 по 20. Првите 20 си дете, вторите 20 си млад, третите 20 си зрел и четвртите 20 си стар. Тоа значи тие кои у пензија на 67, живееш 72, само 5 години ќе земаш пензија. Ти нашиот животен век не е 80 како по Европа, кај што пензионерите си уживаат, си одат на планинарење. Кај нас пензионерите не можат лекови да си купат со пензијата и мораат и да работат дополнително за да... ми се чини не е наивно со предлагањето. Апсолутно, тоа се неолиберални политики кои за жал не идеолошки партии, како што се ДПМН и СДС, лепо ги слушаат. Тоа се политиките на ММФ, на Светска банка од 90-тите па наваму. Ај на повисоката... И тие само ги прекопираат, немаат никаков реален отпор. Еве сега да се справи социјалдемократи да кажат како тоа на работни немата. Се бизнис партии, бизнис групации кои мува не ги лази за тоа што народот кој со катетер да работи на 70 години. Од доаѓањето на власт на ВМРО и на Мицкоски се смени вокабуларот и изјавите и за Преспанскиот договор и за проблемите со Бугарија. За Преспанскиот договор веќе не се вели дека може да се смени, се вели дека е завршена работа. Но што се случува со проблемите со Бугарија? На која карта игра Мицкоски тука, бидејќи накупување време? Значи не ли беше одложена примена и слично, што има ли некоја дуд што евентуално може да го Парламентарната демократија, не само нашата општо, е многу неодржлив систем баш поради изборите на секој 4 години. Римјаните имали избори на секоја година. Значи, не можете долгорочно да правите политика, знаете. Во еднопартиски систем и вие имате една партија на власт, како што е Кина, и таму можете петолетки да справите. Тука не можете и морате да хендлате со public opinion, со јавното мислење. Значи, до локални избори, Мицко нема да го чепне уставот. Ништо не да направи. И не се говори многу за тоа. После локални избори ќе го смени уставот. И веќе имаат 80 пратеника, не само тоа, имаат само двајца ќе биде, тоа само јас сум уште кога бев на собори, само 6 ќе бидат против, тоа ќе биде на левица. Значи таму се и СДС за, и ДУИ за, овие европски фронт. Само да ги стераат локалните. Само да ги стераат локалните, да нема негативен ефект. И ќе го сменат уставот и ќе ги набутаат бугарите во устав. И тоа. Што губиме со тоа? Што е овде, ајде малку, мислам на долго и на широко го имаме образлагано, ама ајде да објасниме. Значи Македонија не е нормална демократија. Кога си ненормална демократија, имаш ненормални закони. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Број ги законите на државата, тоа уште римска максима. Во случајов, ние имаме
закон кој гарантира права на заедници кои се под 20%. Тоа се сите овие, ромска, бошинечка, српска, освен албанската. Така, тоа има привилегиран статус, последно со Охридски. Сега, кога ќе ги набуташ тие бугарите, тие ќе добијат сосема други права од сега кои што ги имаат. Прво, нема бугари во Македонија. И да има, тие се колку на еден концерт да ги собереш. Значи, има македонци во Бугарија, на кои не има признат статусот и покрај 5-16 пресуди од Европски суд за човекови права, од Страсбур. И сега ти, кога имаш гарантирање на колективни права, тоа значи дека ти треба да обезбедиш нов рамковен за бугарите да ги вработуваш по квотата, по балансери, по како ги викаат тоа. Дека треба да му обезбедиш на МТВ, втора, трета програма таму канал. Дека треба радио да му обезбедиш. Културно-забавни тие што им се преку Министерство за култура, како што финансираме сега песни за УЧК, така ќе финансираме песни за Един народ, две држави, за Ванчо Михайловистите, за нивните мегаломански идеи, за дека Самуил бил бугарин, Гоце Делчев бил бугарин, сите Климент Наум биле бугари. Значи, таа пропаганда, која сега ни ја прават преку тајни служби, преку овие фондации Македонија, кои роварат по Мала Преспа, по Гора, во Косово и слично, дека тој антимакедонизам, самите ние ќе си го плаќаме од буџетски пари. Ете, тоа Мицко не го разбира што значи бугари во устав. Не е тоа само така, ајде ќе ги ставиме и, као што вика Фрчко недопаканиот, дека готово, ние готово ќе се одделиме како народ. Ако се сеќавате, кога не призна Америка Буш тогаш, Фрчко беше првиот кој реше готово, спорот со името е решен, сега цел свет ќе не признае. И што завршивме ние? Завршивме како Норт Македонија за сите. Толку се капацитетот на овие opinion makeri, како да ги наречам, советници кои ги советуваат нашите стратези, ние. Они не ја гледаат големата слика. Значи, не е ова стави го само денеска и готово, ти ќе те примат. Заев така мислеше, па Макрон му стави вето после Преспанскиот, така? Да. И не заборавајте, ово што се чука сега во градиниот премиер, не успеа да го победи Заев при таква машинерија, при таков дебакал. Да, и во ситуација кога сите велеа кој ќе го реши прашањето со Грција, кој ќе го смени името, убедливо ќе загуби. На првите не загуби. Значи тоа беше навистина. Така, не загуби. И потоа беа близу со гласовите. Значи ли тоа дека полека имаме доаѓаме во ситуација нивото на лидери да ни е. Тоа да. Доаѓаме до ситуација да бидеме курди на Балканот. И Апасиев ли, некој треба се најде и мушки тоа да ви го каже у фаца. Таа е ситуацијата. Еве го Сирија за една ноќ ја изгуби од државата. Ке се деси, ќе ја изгубиме државата. Не си играјте играчки. Сите овие преседани, од Уставен суд, од вакви кусогледи политичари кои внесуваат преку трупа бугари или мугари или ова, вака ќе ја изгубиме државата. Ќе останеме народ без држава, племе ќе останеме. Додека ги гласате овие кои не односот подалеку не гледаат. До тука бидува. Значи, ние ќе бидеме народ кој ќе остане без држава, ако вака продолжиме. За крај, на крај сме на емисијата, има уште нешто меѓутоа. За да не биде толку големо влијанието на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, условно пак ќе речам големите, биде големи по гласачко тело кој што го имаат. Не се веќе големи, СДС ги надминуваме во 20 на општини, ние сме втора партија. Да, меѓутоа ми се чини додека имаме ваков систем изборен, ваков изборен систем, мислам дека тешко ќе дојдеме во ситуација, никој не сака кој ќе дојде да ја пресече гранката на која што седи од кој тендери система и слично. Ние како левица имаме најголем кредибилитет да го критикуваме постоечкиот изборен систем, затоа што сме фактографски најоштетената партија во плурализмот од овој изборен систем. Ние во прошлите избори изгубивме 4 пратеника, во овие изгубивме 3 пратеника. Овој систем кој што ги фаворизира нив. Да. Се додека не, затоа левица која ќе биде во позиција да преговара за влада, една од првите 3 точки ќе биде една изборна единица. Ние мораме сите гласови да идат на куп. Не може вака. Ова е геримандеринг поделено, значи етнички поделено, правени алажвериши значи вие имате ситуација каде што Прилеп и Битола не ви се во иста изборна единица. Пелагонија, регион. Прилеп е заедно со Гевгелија во изборна единица. Можете да замислите. Или македонски Брод ви е заедно со Скопје во изборна единица.
Нема врска со логиката, со реалноста, со географијата, со ништо нема врска. Настрана од вештачки правено со цел да доминира албанското малцинство, да има одредена квота на пратеници. А математиките покажуваат дека не се губи многу. Значи, еден пратеник губат големите при една изборна единица. Тоа значи, а се воведува многу по фер плей надпревар и за други политички играчи. Тоа значи дека нивните монополи или дуополи нема да бидат веќе такви, туку ќе се појават, не мора левица, така може некоја граѓанска партија, буржујска партија, ваква партија, партија на правдата, партија на пензионерите, на вакви. Ќе се појават повеќе партии и ќе биде поколоритен систем. А вака е клиентела, олигархија и плюс систем кој ги фаворизира големиве и вие имате непробоен, значи панцир систем, кој што само левица успева некако да го пробива, но многу тешко, затоа што се е против нас, како значи, нема да си ја пресечат гранката на која седат и тендерите, тоа е јасно и затоа добро напредокот на помалите. Видете се, во програма на СДС имате една изборна единица, во програма на ДПМН имате една изборна единица. Кај е една изборна? И ништо. Така. Потоа не сака тој, јас сакам тој неќе, тој сака, јас неќе ми слично. Значи, веројатно корупцијата ни е лошата страна, криминалот, неказнивоста и слично, меѓутоа еве од Артан Груби ќе почнеме. Ќе почнеме, црните листи се виде кадоа. Но на теренот, природниот терен на Пасиев да одиме за крај, од аспект на тоа дека и корупцијата и неказнивоста и се практично нема се решат никогаш додека имаме вакво судство. Никако да се реформира судството. Зошто? Што се случува? Уште како ние слушавме за тефтерчиња и уште нема обвинители држат предмети. Апсолутно. Значи таму се свински црева испреплетени. Таму треба ветинг на суди, значи закон за предвремено одење во пензија на овие 400-500 суди кои ги имаме и нови. Таму треба еден антинепотистички закон. Вие имате судија човек, па имате керка му е адвокат, па синот му е, не знам, обвинител, жена му е нотар и имате буквално свински црева испреплетени. И тоа се решава. Не е тоа научна фантастика. Има томови од правосуден систем кои што се и преведени од ОПСЕ кај нас и само треба регулатива која ќе испроведе. Значи, треба да сакаме. Апсолутно. Треба да се сака. И сега тој што ќе го ставиш, ако не е од тефтерчето, може утре тебе да те осуди, така, ако е правичен и вичен. Неќе да ги осудуваат и затоа ова е деречето. Ти твои луѓе, ова ќе дојде, а некогаш има и пресек на множествата, тоа се тие, кои што се истите кои судат, еднаш за едните, еднаш за другите. Оти види сега, психолошки тие кои си дозволил да те бираат на месен комитет и од тефтерче на кадровачка комисија, толку ти е тебе кредит, ти си платена курва, практично правосудна и ти сега кога овој ќе те плати, ќе дое другиот, ќе те плати, па ќе судиш за него. И затоа ние треба забрана за такви суди. Значи еднаш, или например, имате ситуации кај што Македонија губи пред Европски суд за човекови права во Страсбург, а за да доеш до Страсбург, тебе ти треба да поминеш основен суд, да поминеш апелационен, некогаш и врховен, некогаш и уставен, за да стигнеш до... И сега, сите овие го грешат, сите буквално, иде Страсбург, ги дава по име и презиме, кои се судиеве во судски совет, кои суделе. И тие си судат, влакно не им фали. Влакно не им фали. Ние се резилиме како држава, губиме предмет. Не бе, пријател. И бечети од оние кои што чинат предмети за тарги. Значи ставаме, со една одредба ве решавам. Сами ќе се решите, тие. Значи ставаме во закон за судови, одредба. Судија кој изгубил спор во Страсбург, го губи, толку оди ти работи нешто, биди писар негде и толку не те бива тебе за право. Значи не знаеш да применуваш Европска конвенција. И сега, сами ќе се исчистат такви. Ама не го сака тоа. Или друго, кога сакаме да бидеме индискретни, јас ќе кажам, кога ми се јави Мицко да преговара за град Скопје, да го бираме Трајко Славевски да биде председател на совет, да. И јас му кажав, не преговарам за кадар, не сум ја арабаджија, преговарам за политики. Една од политиките ни беше, тргнете ги адвокатите од јавните предпријатија. Ти знаеш ли колку пари се вртат во СДС кога беше Шилегов и компанија и сега во ВМРО Панче Тошковски и компанија? Милиони се перат преку јавни предпријатија за лупање печати на платни налози. Сметки за вода од овие, за останати. Што се, а ти као вработен не знаеш да напишеш платен налог, па студент да му дадеш. Треба... И сега не ти,
вработен правник, не ти тебе ќе те оставиме да лежиш така, да грицкаш семки, ќе му даваме на Панче Тошковски да лупа печати и да си тарифира. Миле Зечевич така, Шилегов така, се нафатираа со пари. И јас му викам на Миско, ајбе тоа да го тргнеме, Миско, не е сега време тоа да видиме, ај Мицко, кога сакаш више индискретен да видиме што сме се договарали, ајде. Значи, тоа сака да ти каже на нивото на кое тие функционираат. Значи, тие освен директор, член на управен, швалерката, вработила, он нема политика, он нема визија како да го поправи системот. И затоа е политичар на статус-квото. А има механизми, има алатки, се е измислено. Зашто статус-квото не е само за него? Така како? Како? Тојте ни власт ќе видите како. Значи, се е измислено, особено во доменот на јавно право, на политика, се е измислено од антика до денес. Ништо ново под сонцето нема. Само треба прави луѓе на право место да го спроведат. Прв тест се локалните избори. Добро. Што очекуваш? Иако се па види сега, ние тргнавме со 3 советника 2017. Сега нека да одлучувате. Сега имаме околу 50. Очекувам да го зголемиме тој број на совети, особено по најновите анкети, каде што во урбаните центри, по големите градови, левица е веќе втора партија. Тоа значи дека секогаш, да не се лажеме, секогаш пролевичарските, социјалистичките партии доминирале во урбаните центри. Значи, работничката класа, интелектуалците, кои ќе препознаат кадар и политика, тие се лепат на тој бран и потоа другите следат. Мисля, за среќа, сега веќе сме во поодмината фаза кога народот ја препознава левица и тоа не е компаративната предност и затоа очекувам, особено во поголемите урбани центри, да го надминеме СДС и во левиот спектар да станеме втора, тоест прва сила доминантна. И сето тоа понатаму ќе повлече, видите, локалните се логистички кошмар. Ако споредуваме, председателски избори ви се најлесни, парламентарните се потешки и најтешки се локалните. Бидејќи ние не сме коалиција, тоа се сами на мускули го работиме, ќе биде пеколно темпо, некаде октомври би требало да се. Тоа значи дека летото веќе ќе бидеме во полна кампања и јас очекувам и првите градоначалници на некои урбани центри да ги освоиме. Минатиот пат ни беше левица во советите лозунгот, затоа што немавме искуство во советите. Сега веќе онаа борба која ја гледате во парламентот, многу од нашите советници ја пресликуваат во локалните совети. Не заборавајте, пред левица да има советници, луѓето не си ни знаеја дека има. Ние се изборивме во еден мандат сите скоро преноси на локални телевизии да идат или на сајтови, што е чекор плюс за транспарентноста. За прв пат луѓето си ги знаат советниците кои се. Јас, например, никогаш во живот не сум знаел кој е советник во Велес, дека сум живеел, например. Сега ги знаат, што е, сакам да кажам дека левица ја менува политичката култура. И да, тоа оди споро, тоа е на моменти фрустрирачки, но долг е патот. Сме се фатиле на орото и ќе го играме. На рака ли ви оди тоа што мислам дека евидентно е дека граѓаните, настрана оние кои што се редовни гласачи, граѓаните како се изморени од она што е политичко милје и односот на големите условно партии, со митинзи, со одење од врата на врата, со на некој начин наметнување како да се измори. Дали ви оди на рака тоа? Нашата политика е многу порадикална. Ние би забраниле кампањи, би оделе само со ТВ дебати, за да видиме кој колку вреди на крајот на криштата. А не како сега. Те вика сам као теле, гледаш у камера, збориш, нема драшма, сагаде. Се е тоа отидено, овие мейнстрим партии ја направија многу вештачка политиката и затоа е падот и незаинтересираноста, што не е само наш проблем, дури е европски проблем. Абстиненцијата е проблем на парламентарната демократија. Се помалце луѓе се осмелуваат да гласаат затоа што мислат дека кој исто е. Да. Ај сега Пасиевке наопра. Ај сега, секи изгуби, мислали. Да се надеваме дека нема да изгубиме, дека ќе дојдат. Јас сум разговарал во овој студио со политичари од сите партии и сум говорил за, се надевав на тој не втор ешелон, како беше, втора генерација на политичари, дојде третата, ќе иде третата, да. Еве како ако ги земете Бранко Љупчо првата, овие други е втората, ние сме трета некаде. И сега, значи, од втората не добивме ништо суштински, но големите држави викаат 10 генерации ти треба да направиш држава. Ние сме, ако сме трета, е трета. Значи имаме уште ќе видиме што ќе фурни за јадење. Ќе видиме тука за да разговараме за сите теми. Благодарам на за гостувањето. Благодарам многу. Се надевам добра емисија имав.
Тоа гледачите судат и се надевам беше интересно, нам ни беше забавно интересно, а и почнавме со ексклузива. Ќе видиме што ќе се случува со законот за јазиците, со оглед на како на Исусото надежта не е многу голема, ама ќе видиме. Така. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше Димитар Апасиев, лидер на левица и пратеник во Собранието на Република